Здраво и добро дојдовте во новата сезона на подкастот Генерација ММ. Оваа година, односно оваа сезона, се надевам дека ќе ви понудиме содржини кои што ќе бидат доста интересни и кои што навистина ќе ви значат да ги слушнете, можеби од поинаков аспект, од попрактичен аспект или пак од, не знам, со некој вајб кој што е по-младешки, по-близок до вас. По почетокот на учебната година решивме дека под оваа сезона ќе ја започнеме со темата ментално здравје, бидејќи овој месец, септември, ние посветено токму на менталното здравје, како организација започнуваме кампања која што е во насока да ги направи колку што е можно повеќе да ги поттикне средните училишта да бидат средини кои што се грижат за менталното здравје и благосостојбата на младите. Навистина ме мило што денес ќе имаме можност да разговараме со Ана како училишен психолог и со Евгенија како средношколец до неодамна, матурант од скоро. И стварно ќе пробаме да ги доближиме двете перспективи на што значи менталното здравје од аспект на еден средношколец и од страна на средношколец, но и од страна на професионалец кој што целата своја кариера ја посвети нели на полето на менталното здравје и благосостојба. И почнаме со Евгенија, чисто од аспект практично. Како ти изгледаше тебе твоите средношколски денови, како се до тоа имаше влијание врз тебе и што се го носиш како искуство после завршување на твоето средно образование? Па искрено, средното образование можам да кажам дека ми беше најубавиот период од мојот живот, особено поради тоа што се запознав со многу нови пријатели, но за жал првите 2 години поради COVID-19 бевме затворени дома и малку беше тешко да оствариме таа комуникација меѓусебно. Меѓутоа во секој случај сметам дека ми беше најдобриот период и воопшто многу сум среќна дека еве го завршив средното образование во моето училиште и со моите соученици. Да. Евгенија исто си дел нели од базата на врснички едукатори за ментално здравје во младите можа, така што не ти е страна, би кажал, темата за ментално здравје меѓу средношколците. Вака неформално, генерално, како се движат моабетите за ментално здравје? Не збориме класично, дали зборите вие за ментално здравје, ментална хигиена и слично, туку реалните, практичните, секојдневни, би кажал, предизвици и проблеми меѓу средношколците. Како се движат најчесто моабетите? Да. Во однос на формалното, нормално дека не разговараме како што кажа, меѓутоа, да, при неформален разговор меѓусебен, многу пати сме имале правено муабет на таа тема, особено еве како што кажа, во овој период ние се градиме како личност, периодот на нови влюбувања, нови разочарувања и нормално дека овој период каде што повеќе комуницираме на оваа тема, можеби не директно, меѓутоа индиректно. И затоа јас како врснички едукатор сепак, иако вие мене повеќе ме доближивте до таа тема на ментално здравје, сметам дека да, винина и би било добро младите да бидат повеќе информирани за нивната ментална благосостојба. Јасно, супер. Ана, да те навратиме тебе на твоите средношколски денови, како било тоа, односно повеќе од перспектива се како училишен психолог, што е поразлично, дали работите се менуваат? Да, јас имам среќа да работам во школото кај што учев и баш да правам некакви споредби, нели? Секако дека сега е многу поотворено, дека комуникацијата помеѓу наставниците и учениците е на некој начин поотворена, учениците се повеќе пристапуваат кон наставниците, се спремни да прашаат, да споделат, да побараат помош и поддршка. Во тој дел мислам е неспоредливо со времето кога јас учев пред околу 40 на години и пристапот е поинаков, наставните методи се поинакви, можностите што ги нуди училиштето се поинакви, значи сега има многу повеќе воннаставни активности, има многу повеќе проекти, многу повеќе не знам, интересите на учениците повеќе се покриваат повеќе во воншколските активности, не мислам толку во однос на оние формални часови што се. Така да има разлика, има промена и секако дека некои работи се подобри. Мило ми е, се радувам што така се работи, да мислам дека и јас, иако пред некои 5-6 години имам завршено, но гледам дека дефинитивно во работата со моменталните средношколци и со училишта дека работи дефинитивно секогаш одат на подобро, што навистина ме радува како човек кој што работи со млади, зашто гледаме колку што е можно нели повеќе да одговориме на потребите на младите. Ако би можела ти, Евгенија, да одвоиш
некои главни, би кажал, предизвици или непосакувани ситуации кои што се случиле во средно, можеби не тебе лично, но вака во средно, да видиме отприлика како стојат предизвиците на еден средношколец. Дали тоа се оценките, дали се, не знам, желбата за успех, дали е градењето на пријателства, кажа партнерските, односно романтичните нели релации, врски, љубовта и така натаму. Што се може да го изнесеме тука на површина како предизвик на еден средношколец? Па, за мене лично, бидејќи јас учев во училиште каде што многу повеќе се учеше за разлика од другите училишта, можам да кажам дека главен предизвик ни беа оценките и учењето за наставните часови, за наставната програма. Меѓутоа, да, сепак сме во позрели години, каде што сепак можеби семејните предизвици би ни биле проблем. Не зборам лично, зборам сепак. Јасно, Да, на ниво на генерација. Исто така јас, бидејќи бев дете правобранител, бев во допир со такви некои случаеви, каде што многу мал дел од учениците се пожалија, бидејќи можеби нема доволно храброст да се пожалат, меѓутоа сепак имаше случаеви каде што нормално имале проблеми дома, имале проблеми со насилство сајбер, така што во секој случај можам да кажам дека самите предизвици се присутни на нашата возраст. Да. Дали некогаш меѓу твоите врсници сте направиле мобет да го посетите училишниот психолог за некаква ситуација? Дали тоа ви е стандардна практика, дали полека се менуваат, нели? Зашто најчесто претходно, барем јас сега можеби повеќе кој бев основно, најчесто психологот, педагогот или целата таа стручна служба беше во контекст на педагошка мерка. Вот не би кажал казнено, од аспект на не си мирен ќе одиш кај психологот или кај стручниот или немаш добри оценки ќе одиш. Некако мислам дека треба полека да се менува сликата за училишните психолози како битна алка во целото училиште. Дали работите се сменете? Па, можам да кажам за моето училиште, бидејќи јас реално имав навистина добар психолог, кој што секогаш беше позитивна личност, бидејќи е жена. Но да, во секој случај, многу често ни се случувало да се договориме на ниво на генерација да ја посетиме. Меѓутоа, сепак, како што и било и порано, и денес се соочуваме со проблем, бидејќи стручната служба, особено психологот, е зафатен со многу административни работи, што реално е отежнува нашата комуникација и во секој случај, иако можеме да оствариме, меѓутоа таа е ограничена. Јасно. Пак да смениме перспективата од страна на училишен психолог, како стојат работите по ова прашање? Да, значи навистина има поместување, но не е доволно. Се уште постои стигмата дека ќе одиш кај психологот под казна и работа на психолозите е да ја менуваат перспективата. Тоа значи да психолозите и стручните соработници се доедуцираат, бидејќи за жал морам да кажам дека нашите факултети нудат само сет на знаење од областа на психологијата, а работата советодавна во училиште бара вештини. И сега тука навистина препорака давам до сите стручни соработници дека мора да се доедуцираат за да ги развијат вештините, затоа што советувањето, психолошкиот разговор, тоа што во училиште на децата им треба, бара познавање на практични вештини. И тука ние некако заглавуваме, доста од стручните соработници заради немање на вештини, они зафаќаат да административни работи. Тоа е од една страна. Од друга страна и навистина некогаш и училиштата и образовниот систем во се ги вклучува стручните соработници да тие немаат време едноставно да бидат примерната работа да ја работат. Од трета страна, еве сега вие сетете се во вашите училишта, ама тоа и публиката ќе го забележи. Стручните служби се по 2-3 тетки, нели, жени најчесто во една канцеларија, и ако ти влезеш во таа канцеларија, прво цело школо ќе те види, значи тој момент на пристапност, локација на просторот на стручните служби треба да се унапреди, нема доволна дискреција и во многу често стручните соработници немаат свој простор. Значи, ако доаѓаш кај психологот, тука може да е и педагогот, може да е и специјалниот едукатор сега,
наставниците можат да влезат во секое време да прашаат нешто, да побараат документи така натаму, а тоа е нели првиот чекор ако се дава советување, ако се разговара, бара да има дискреција и бара да има некаков простор кој што ќе значи интимност, ќе значи безбеден простор. Значи ние треба првично да работиме на опремување на училиштата со служби кои што ќе бидат функционални. И тоа е процес, а јас сега се сеќам на време кај што имаше цели училишта кај што воопшто немаше вработени психолози или кај што имаше по еден психолог. Сега ситуацијата е подобрана, но повторно не е доволно. Значи некои нормативи треба да се утврдат. Јас во училиштето работам, има нели двајца сме во стручната служба, имаме 1200 деца. Значи ние да сме супермени, ние не можеме да постигнеме да покриеме. Значи мора да се утврди норматив, дали на 300 ученици треба да има еден стручен соработник, затоа што ова е сега нели тој број на ученици ја отежнува работата, да се случува да многу ученици имаат потреба, а едноставно не сме достапни од овие причини. Да, дури мислам дека за жал има и уште средни училишта, сега за основните не знам толку, кои што немаат ни училишен психолог во дел од стручната служба. Можеби некој од комплементарни, кажал, сродните науки, дали е социолог, дали е специјален едукатор, педагог, но секако зашто правиме истражување, гледаме дека не секаде во секој училиште е достапен училишниот психолог, а од друга страна гледаме дека и некои средини воопшто не се достапни услугите за ментално здраве. Мислам, имаме градови кои што нема ниту еден психолог кој што работи приватна пракса од аспект на психотерапија или да може да е застапен или во формите на јавното здравје, нели преку оние клинички психолози и слично. Така што дефинитивно треба теренот, инфраструктурата, би кажал, да се подготвува полека за да може да даде одговор на овие потреби, зашто колку повеќе зборуваме за менталното здраве кај средношколците и општо кај младите, толку повеќе треба да бидеме свесни дека треба да ги охрабриме да преземат чекор, но треба да им оставиме простор да го направат тој чекор, зашто некако залудно е да ги туркаме да се грижат своето ментално здраве, од друга страна да не може да им понудиме нели механизми и услуги кои што ќе одговорат на сето тоа. Апсолутно, јас мислам дека темата е толку актуелна и толку горлива што секоја општина треба да отвори еден младински центар каде што ќе има достапност до овој тип на услуги. Че каде што тоа советување ќе биде бесплатно или со некаква символична сума. Затоа што училиштето е една средина каде што нашата ингеренција е со известно ограничување. Значи ние сме тука за да дадеме совет, да поддржиме, меѓутоа имаме определено ограничување што значи советување во училиште, што значи вон училиште. Тоа се нели да не навлегувам во теоретизирање, но тоа би била некаква логична поддршка на училиштата и во заедницата. Да, дефинитивно треба целокупно јакнење на заедницата. Евгениот аспект на настава. Дали некогаш излегла во рамки на формалното образование? Знаеме дека неформално во наставни активности и слично се спомнувало менталното здраве, дали преку проекти, преку програми, врсничка едукација и слично, но дали во тие твои 4 години од образование некогаш на некој час, некоја наставна програма, нали на класен час, се зборувало за некоја тема поврзана со менталното здраве? Да. Реално јас можам да кажам дека улогата на класниот раководител е клучна во пристапот кон нас и нашето насочување кон менталното здравје, меѓутоа, да, реално можам да потврдам дека сме имале такви часови каде што се разговарало на таа тема, но исто така и на часовите по англиски или по француски јазик, во самата содржина на текстовите многу често се разговарало на таа тема. Меѓутоа и многу често и психологот си држал работилници на таа тема, сепак во склоп на наставата. Јасно. Одлично. Ги спомнува класните раководители, зашто реално и тие се многу важна алка, зашто ако гледаме дека имаме еден училишен психолог на 1000 ученици, треба да видиме како може барем класниот раководител да биде нели дел од тој ланец, бидејќи тој секојдневно, по-често е во релација со учениците, некако многу повеќе вака би се кажал дека се грижи за заедница како класот таков.
Ана, колку мислиш дека класните работат на темите и колку реално имаат практични вештини и знаења за да може да работат? Зашто не треба секогаш да ги обвинуваме дали училишните психолози, дали класните или било кој, од аспект дека не работат, треба да бидеме свесни колку тие се спремни, односно колку се обучени, едуцирани и слично за да може да одговорат. Да, значи прво морам да кажам дека тоа е сега на ниво на индивидуален интерес. Има класни раководители што се посензитивни, покажуваат интерес, бараат поддршка од нас како служба, дај ми материјали, дај ми нешто, нели, што можам да го применам на часот, дај ми идеја за работилница, за вежба и така натаму. Но, генерално, нашиот образовен систем кој што ги подготвува наставниците за образование, нема такви содржини. И сега, ако земеме дека, не знам, во стручните училишта има луѓе кои што се инженери, кои што се со, нели, завршени специфични професии, кои што полагале 3 испити до квалификација. Едниот е педагогија, едниот е психологија и едниот е нешто врзано со методи и техники. И сега, тој и да сака, значи доаѓа од едно сосема друго поле, некој студирал физика, хемија, машински факултет, електрофакултет, едноставно нема доволно познавање и затоа се чувствува несигурен во таа позиција, ниту пак ние системски досега сме правеле некакви обуки за наставниците да ја сватат сериозноста на менталното здравје и да научат која е нивната примерна улога во образование. Многу ние имаше цела декада каде што фокусот беше на знаењата, да се согласувам дека наставниците треба да, нели, ги подготвуваат учениците да стекнуваат знаење и се, меѓутоа оној воспитан дел, значи делот што значи јас како наставник примерно ми е да дадам поддршка на ученикот, да следам како тој се однесува, да следам ништо поминува кога поминува низ некоја лична криза, процес, посебно адолесценцијата, па и основното образование. Децата тогаш поминуваат низ најголеми промени на сите своји полиња, и физички, и психички, и ментално, и когнитивно, и емоционално, а цел еден систем ние сме фокусирани на петките. Значи, петките се најмалку битни, битно ни е да имаме здраво дете, да имаме дете кое што е резилиентно, кое што може да се справува, да се носи со предизвиците на животот. Тој дел тотално нашиот образовен систем го трга на страна. Обуката на наставниците, развивање на свесноста која е нивната улога во училиштето. Дека не е битен секогаш тестот, битно е да видиш каква е атмосферата во училницата, битно е да не е битна сите оценки да ги имаат сите на тромесечи, ако некој дете поминува низ некаква криза, му треба повеќе време, промена и така натаму. И тука треба многу да работиме. Да, дефинитивно некако се оддалечија училиштата, нели, како воспитувано образовни институции од воспитната компонента. Некако се заборави дека не секогаш, она би кажал, техничкото, чистото, научното знаење секогаш, нели, круцијално и потребно за, особено за една млада личност. Недостасува, би кажал, практично и животно знаење во контекст на сето ова што го зборуваме. На учениците многу често јас сум ги прашувала, правев една фокус група, што е тоа што, еве, сте се обратиле вие на некој наставник, класен раководител, што ви помогнал? Па вика, ми помага ако ме сослушаат. Значи не е некоја, не знам како да кажам, да се бара некакво кој знае какво специфично знаење. Се бара само вештина на сослушување и на давање поддршка. Пошто наставниците многу често се во страв и тоа е реален страв, нели, ако не знам, ако ми дојде некое дете, јас не знам што да кажам. Значи не треба ништо посебно да се направи, да се каже, треба да се покаже дека сме тука за ученикот, дека го сослушуваме, да се направи некаков систем на поддршка кој може да помогне, да се информира некој, да се побара, нели, некоја. Многу малку им треба на учениците во суштина. Јас би сакала само да се надоврзам. Се согласувам дека едукацијата е од круцијална важност, меѓутоа сметам дека еве јас од страната на средношколец
доволно е професорот само да ме праша како си, дали си добро, зошто не изгледаш добро, дека имаш многу тестови или не знам. Буквално доволно е само да се праша, да се оддаде почит и малку поддршка, бидејќи ние како средношколци тоа и од тоа само имаме и потреба за почеток. Да, јас секогаш велам, особено кога почнавме да работиме со ментално здраве повеќе со млади, и особено со врснички едукатори, велам дека моќта на прашањето како си, ако го постави со тенденција, со намера да навистина да го добиеш одговорот, пола од работата е веќе завршена, зашто некого, кој што кажавме, доволно само да биде слушнат и да биде после тоа му се покаже барем должна емпатија и почит спрема тоа него што му се случува. Дали класните раководители генерално ако оцениш не само твоето училиште, туку генерално меѓу твоите врсници во твојот град и слично, дали мислиш дека одговараат на овие потреби, генералната слика, генерален заклучок? Генерален заклучок, па сметам дека во секој случај некој доколку е класен раководител за повеќе време, нормално дека ќе оствари некоја конекција со учениците, така што сметам дека барем на таа основна комуникација како си, на тие основни прашања, мислам дека стоиме на некое почетно ниво. Да, интересен е па и на пример и генерацијскиот јас, бидејќи јас дека бев средно, ми се смина 20 класни раководители, во прва и втора еден класен раководител, во трета и четврта друго. Пристапот на првиот класен беше навистина, ние не зборавме на класни часови за изостаноци и за оценки, туку беше буквално пренесување на животно искуство што го имало она како преценили како личност во насока на поддршка на што е важно, кои се вредностите кои што треба да ги гледаме и да ги негуваме понатаму во животот. Наспрема драстична промена кога дојавме трета и четврта, веќе имавме класен раководител кој што навистина авторитарен систем. Значи него не беше битно што ни се случува кај нас, туку беше битно дали сме сите на настава, како стојат оценките, зошто никој не бил на настава. Некако се приметува оној јас меѓу генерално немањето би кажал можеби на емпатија, на вештини, па дури на свест за класните раководители како треба да пристапуваат спрема учениците. Дали се предвидува сега или дали е воопшто возможно училишниот психолог да им понуди, би кажал, повеќе едукација на класните раководители, да им понуди поддршка во ваквите процеси на стекнување таквите вештини, барем сега што стојат условите, или е доста предизвикувачки? Па добро, ние генерално и сме тука за да нели им даваме поддршка, им даваме материјали, се советуваат со нас. Значи се јас како што зборуваме, се сеќавам нели јас воочувам и другата страна. Има класни раководители кои што се навистина многу посветени на паралелките, кои што се грижат, кои што се сакаат тимски да работиме, да даваме поддршка, кои што комуницираат со родители и така натаму. Значи, тој дел некако се развива кај класните раководители, но повторно мислам дека по системско организирање, ние да, апсолутно една идеја да се работи со наставниците, да стручните соработници организираат до едукации, да ги избогатуваат знаењата, да обезбедуваат материјали, и тоа го правиме. Но сепак е тоа инцидент. Дали јас имам време, дали некој има вештини, некогаш и доволно е и стручна литература да им се обезбеди и така натаму, ама системски мислам дека тој дел треба да се воведе. Тогаш веќе ќе имаме не да биде на ниво на инцидент или некој е по-осетлив, некој не, туку ќе имаме некаков стандард во давањето на поддршка на менталното здравје. Да, за жал некогаш како општество имаме тенденција тоа инцидентно, буквално инцидентно да биде, ако се случи некој изолиран случај, дали ке нас или во околината, кој што беше изминатите години, тогаш веќе некако се реагира. Реагираме реактивно, не е толку превентивно, а треба дефинитивно да сватиме дека менталното здравје не е идејата стварно да се реагира, туку стварно колку што е можно се направи средина која што ќе потикне јас да се грижам за своето ментално здравје и тоа да биде нели во насока на благосостојба, на позитивно ментално здравје. Да, многу често се случува да се доведе состојбата до ескалирање, место да се превенира. Значи, малку работиме на превенција, а превенција е на базично ниво. Како ми се чувствуваат децата во училницата? Значи, како се чувствуваат учениците? Дали се исплашени, дали се под стрес, дали имаат многу тестови? Значи, таа атмосфера, доколку ја, или една да кажеме, клима
на ниво на паралелка, доколку добро се воспостави, доколку следам јас, дали има булинг во класот, дали има деца што се изолирани. Ама тоа се не е случајно. Тоа има чекори како се работи. Ако во прва година класниот раководител вложи труд да ги вмрежи учениците, да тие се запознаат, тоа е многу лесно, значи отидете во природа, во парк, закажете им во сабота работилници или ајде ќе останеме после часовите, ќе се запознаваме, ќе не знам, ќе правиме нешто заедно. Тука веќе класниот раководител создава основа за доверба, да се вмрежат меѓу себе деца, да се запознаат, затоа што прва година никој никого не познава, сите се во страв, сите се во грч. И сега, ако така почнам да работам системски, јас нема да ми се случи да во трета година имам дете жртва на булинг или дете кој што изолиран. И тоа треба да го научат класните раководители, тоа треба да го научат наставниците, а не го знаат затоа што е нешто што можеби не го ни учеле на факултет. Да, дефинитивно, особено зашто да, можеби на сродните предмети, не знам, психологија или некои од општествените науки можеби некаде се начнале темите, но не е секогаш нели знаење кое што го носат со себе, па од друга страна нели да може да го применат. Дали има можности за едукација не само од аспект на во рамки на училиштето, туку генерално дали сега еден професор, класен раководител или стручен соработник доколку има желба нели да ги зајакне своите вештини и капацитети, дали постојат ресурси и услови како тоа да се направи? Јас пак ќе бидам критична, ама нели доста долго сум во полето и некои работи ги знам. Можам да кажам дека никогаш повеќе немало обуки за наставниците, меѓутоа тоа пак е на ниво на информација и на знаење. Она што им треба на наставниците се вештини. Вештини се учат со искуствено учење. Значи, јас најдобрите искуства од различни видови проекти, едукации, се програми кои што работат со наставниците искуствено. Значи, ако јас имам паралелка која што ја третирам како група, јас треба прво да вежбам што е група сам како член на група, за да научам како се гради групна доверба, групна кохезија, соработка, како се раководи нели во групата, какви односи постојат. Тоа јас кога ќе го научам од мое искуство, тогаш јас многу лесно можам да го аплицирам во пракса. Ако јас одам на ден и пол обука, каде што нели ќе ми се набројат различни работи, информации, тоа не е доволно. Јас само сум информирана, ама не ја стикнувам вештината. И тука ние, значи јас ми е навистина, ова не е виша математика, што кажувам, ми е жал што доста пари се инвестираат во тие обуки, а на крај испаѓа дека тие обуки не се доволни за тоа што треба. Дефинитивно. Зашто идејата на целата кампања што ја почнуваме дека стварно треба да градиме училишта кои што се грижат за младите, дури и целиот слоган е твоја приказна наша подршка, зашто сакаме да потенцираме дека менталното здравје е сопствена, индивидуално уникатна приказна како таква, а од друга страна дека поддршката е наша. Кога збориме наша од аспект на класен раководител, од аспект на училишен психолог, од аспект на врсник, зашто не е секогаш нели поддршката само од некој друг, туку зависи од нас, од аспект на семејство и така натаму, зашто би кажал грижа заедничка на заедницата, за секоја една приказна на секој млад човек, за колку што е можно повеќе да придонесеме нели за негов позитивен и личен раст и развој. И сакаме малце да визуализираме во кампањата, да видиме како работите изгледаат, како учениците сакаат да изгледаат на училиште. Евгенија, како мислиш дека ти би изгледало едно училиште кое што се грижи за твоето ментално здравје и благосостојба? Од аспекти на класни, од аспект на училиштето, на врсниците, целокупната слика, значи да. За училиштето. Па добро, ако би требало да го визуализирам, првично како што кажавте, многу е важна климата во училиштето. За тебе би рекла можеби музика за време на одморите. Професори насмеани, тоа е многу важно.
професорите да бидат насмеани, секогаш да бидат отворени за комуникација. Истото како и за училишниот психолог, сметам дека тој треба можеби најмногу да биде во допир со нас, но и стручната служба нормално. Сега доколку има позитивна енергија, сметам дека нема да нема оценките да бидат пречка врз нашето ментално здравје и сметам дека ќе имаме некоја благосостојба за време на часовите и на наставата. Да, дефинитивно атмосферата. Атмосферата мислам дека од клучно значење. Од клучна важност. Дали Ана би визуализирала? Јас апсолутно Евгенија спомна нешто многу битно, а тоа е менталното здравје на наставници. Не можат наставниците, ако самите немаат поддршка за нивното ментално здравје, да бидат некои кои што поддржуваат ментално здравје на ученици. Значи, таа позиција некоја општествена на наставниот кадар, која што е на многу ниско ниво, каде што наставниците се перманентно критикувани, осудувани, дека не работат доволно, дека не постигнуваат резултати, постојано се под некаква лупа, па ако сакате дури и статусно и финансиски не успеваат одново и одново. Јас сум по многу години во образование да се подпише тој колективен договор кој што ќе обезбеди еден минимум стандард финансиски за наставниот кадар, не доведува до таму да се помалце луѓе сакаат да работат во образование, да во образование влегуваат луѓе кои што имаат и самите ниски постигнувања, се заборава дека наставниот кадар се модели за учениците. И ако ние немаме наставници кои што се персоналите, кои што се самите и со многу познавање и со многу високи морални вредности, тогаш е прашање кој ќе ги моделира, кој ќе биде модел за учениците. Значи, навистина треба да се стави позицијата на наставниот кадар на место кое што го заслужува, затоа што не е едноставна работата, голема одговорност и наставниците треба да бидат некои кои што и самите ќе имаат можност да добијат поддршка за нивното ментално здравје. Значи, не може наставниците прво, со тие финансиски можности со кои што се знае дека платите се многу ниски секогаш во изминативе 30 години, не ни можат да си дозволат овие некои приватни можности за поддршка и ако се очекува да наставниот кадар дава поддршка на менталното здравје, тогаш треба да се воведе и некаков систем кој што ќе дава поддршка на наставниот кадар, за да бидат наставниците насмеани. Затоа што не може навистина депресивен наставник како ќе ги мотивира учениците. Така да тоа е нешто што и во мојата замисла треба да се менува и секако оној дел за мене битен да се повеќе во наставните активности си го добијат своето вистинско место и значење, затоа што токму преку во наставните активности учениците треба да има широка лепеза, да секој си се пронајде, да има некаков интерес, затоа што така тоа е најголема превенција за менталното здравје, кога младите имаат интерес, се мотивирани, се амбициозни да учат, да постигнуваат, да развиваат вештини. И тука, мислам, тие се некои јас што би ги додала на замислата на Евгенија како значај. Бо спомна за професор наставник како модел, како идол за вредности и карактер и слично. Дали, Евгенија, имаш ти некој професор кој што ќе ти оставил таков печаток, што кажеш дека на кој што си гора дека ти бил професор или професорка? Можам вака да пофалам лично? Слободно. Добро. Би го пофалила Илјо Трајковски, доколку го гледа подкастот, еден поздрав до него. Бидејќи професорот секогаш беше отворен за комуникација со нас,
не толку формална, што е многу важно, постојано беше насмеен, многу често заминувавме на патување со него, така што во секој случај, еве би го одбрала него. Може би дека историја ми беше и омилен предмет, не знам, меѓутоа да, во секој случај би го одбрала него. Но можеме исто така и да се надоврзам, би сакала да се согласам со тоа што го кажавте и да кажам дека самата енергија се реплицира, доколку професорите не се насмеани, то многу влијае врз нас. Можам тоа да го потврдам. Да, дефинитивно кој некој домино ефект, ако едната коцка падне. Тоа е научно докажано дека доколку наставникот применува поавторитарен модел, тоа ги попречува постигнувањата на учениците. Учениците имаат повисоки постигнувања кога наставникот е со еден поумерен пристап, значи кога е отворен, кога е полн со разбирање. Значи тоа не е веќе мит, тоа науката го докажува. Колку повеќе се под стрес учениците, толку пониски постигнувања имаат. А во нашите училишта, за жал, еве, земете тромесечие, полугодие, тоа се големи стресови за учениците, многу тестови, многу испрашувања и тоа може да треба некаков друг модел да се воспостави, кај што тоа пораспределено би било. Да, дефинитивно од една страна и товари на наставниот кадар за сето тоа, особено да, тромесечие, полугодие, секогаш е стресното, секогаш се драмите, плачењето, грижите за оценките, но исти товари имаат дури може би повеќе и учениците, зашто за можеби да за еден наставник тоа ќе значи не знам тестови цел ден, но од друга страна за учениците исто би значило можеби тестови по повеќе предмети или содржини за кои што би требало да се подготвуваат или испрашувања. Интересно е зашто почнавме ние веќе со работа со обука на класните раководители на темите поврзани со ментално здравје и една од темите е стрес. И многу убаво познато ако се вратиме во училиште да видиме како и што се случува. Еден ученик едноставно сподели пример дека зашто им дававме вежби за дишење, да ги учат класните раководители како да се направи граундинг, односно смирување или подготовка, дека една таква вежба од 5 минути пред тест многу повеќе значела за учениците да спекнат како го доживуваат тестот и како ќе се носат со целата стресна ситуација, но од друга страна е докажано дека ги подобрува, би кажал, односно ги зголемува и резултатите, перформансите на ученикот, бидејќи гледа на тоа нешто како презик кој што може да го надмне, за кој што е спремен да даде одговор, но и што не завршува приказната тука, секогаш има опции понатаму да се работи, така што дефинитивно некои такви мали чекори кои што не бараат многу, ни од класен раководител, ни од предметен наставник, знаат да имаат понатаму бранување ефект. Значи, тие техники се магични, можам да кажам, затоа што јас сум ги применувала и бидејќи бев и долги години професор, и навистина ја менуваат целата атмосфера во училницата, не коштаат ништо, не бараат не знам какви вештини, секој наставник може да ги примени. И само треба да биде малку осетлив и да биде спремен да го направи. Така да тоа е нешто што мислам сега и наставниците, а и учениците сами имаат толку многу извори сега на интернет што да, доколку имам паничен напад, како можам да си помогнам? Јас, например, ги учам, пошто се случуваат тие, и они ќе се научат некои ученици и веднаш кога ќе почувствуваат дека им се влошува, ќе дојдат кај мене во канцеларија safe space, тука е мирно, кај што можат да продишат, да кажеме, да се успокојат и да си продолжат со часовите. Така да тоа е многу пожелно. Да, од друга страна сме свесни дека трендовите за жал се негативни по однос на менталното здравје кај младите, се повеќе младите се соочуваат со различни предизвици поврзани со емоции, со чувства, со некакви состојби, анксиозност и така натаму. Дефинитивно некако младите стануваат се по желни и по гладни за да може да им се дадат системи на подршка. Дефинитивно ти спомна со пандемијата 2 години, за некого беше повеќе од 2 години, моментот на се забележува веќе недостатокот на, би кажал, социјални вештини, на добра комуникација, да младите меѓусебно комуницираат, зашто нас не се случува и на мојата генерација и на твојата не, дека седнуваме на кафе, не само кафиш и слично, ние најчесто сме на телефони. Значи ние го забораваме физичкиот, би кажал, контактот на тој што е тука до мене
И сето тоа дефинитивно има влијание и после тоа се бранува. Јас сум го гледала и на голем одмор, значи се стојат исто група ученици во круг, меѓутоа сите стојат и го држат телефон. И се тој голем одмор нели е тоа време кај што треба да ти се погледнеш во очи со некого. И тоа миц по миц, нели малку по малку, навистина не знам до кај ќе оди, затоа што цела една генерација, неколку генерации не ги развија вештините на социјализација, пошто во училиште и тоа се учи. Дефинитивно се согласувам. Сметам дека исто така тоа е огромен проблем, поради тоа што еве и јас пак од моето видно поле како средношколец, многу често се случува така, доколку сме договорени сите да завршиме на телефони, така што се надам дека виднината би се променило, бидејќи ги гледам и следните генерации, односно генерациите позади мене, кои што сметам дека се уште позависни од нас. Како што идат следните генерации се позависни од мобилните уреди. Така што се надевам. А дали мислиш дека полека се надминува стигмата, би кажал, затвореноста на младите за да зборат на ваквите теми, да се зашто една страна да ги освестиме дека постојат предизвици, од друга страна треба нели да ги освестиме дека треба да преземат некаков чекор, а дека има доста алтернативи и можности како да го прават. Но за жал гледаме дека во некои средини се уште менталното здравје е стигма, не е за аспект и само на младите, туку аспект и на луѓето кои што треба да понудат поддршка, па дури и од стручните лица, од семејство и така натаму. Каква мислиш дека генералната состојба сега во врска со менталното здравје и младите и стигмата? Генерално гледано, сметам дека состојбата е во процес на подобрување, бидејќи свесни сме дека се повеќе се актуализира и сметам дека повеќе не е таа табу тема што била претходно и се надам дека едните генерации уште повеќе ќе ја доразвијат и доактуализираат оваа тема. Јас се согласувам дека никогаш повеќе не се зборувало за ментално здравје од последниве 4-5 години, 7-8 да кажам, што е добро. Она што се случува, да, навистина учениците, например, кога ќе дојдат во школа да се обратат за помош, они обично прочитале, истражиле на интернет, виделе и така натаму и прво, оној момент дека не си сам во тоа е доста растеретувачки. Моментот дека има некаква можност за подобрување, за помош, за поддршка, исто им дава повеќе храброст да се обратат. Така да тука има поместување во тој дел. Може би сега повеќе се истражува, повеќе се зборува за овие теми, па затоа ни се чини дека нели се зголемуваат проблемите на младите. Содржински, тематски проблемите се исти, Евгенија веќе ги начина, но нивните вештини за справување не се сега може би толку изразени, затоа што се самите покршливи, поранливи, дали ради пандемијата, дали ради повеќето можности. Порано друштвата беа поголеми, помалце можности имаше и нели или ќе одиш у кафејче или во диско или не знам што, тие се три. Сега како има повеќе можности онлайн, помали се друштвата, по тројца, четворица, значи нема она 10-15 души па сега одиме не знам каде, и тоа значи дека тие единици, тие поддруштва се посклони да нели полесно се распаднат и да младите бидат поизолирани и поосамени фактички. Така да тоа да. Сега трендовите светски во тие истражувања нели кои што и кај нас ги има и во светот зборуваат дека генерално и анксиозноста и депресивноста се покачани кај младата популација. И ова е тренд не само кај нас, туку да кажам и во некои светски рамки и Светската здравствена организација, нели тие институции што се грижат за ова и што работат на ова поле, сите ставаат акцент на менталното здравје. Да, и убаво спомна дека проблемите суштината е таа на младите и верувам дека и средношколеци пред 10 на 20 години најверојатно се исти предизвиците и проблемите, можеби само
елементите сакам да финесите се кажам тука поразлични. нешто, дека едно истражување на наша популација, таа ХБС студија во која што сум член во истражувачка тим и еве нели сега малку повеќе афирмираме, вика 80% млади на 15 годишна возраст изјавуваат во таа анкета дека се влюбени. Се вие замислете, значи секој оди во школа да се ја види симпатијата, а наставниците со филм дека нели треба да ги оцена, дека стекнува ја нема средношколе што Сабајле ќе стане и ќе каже ја денес одам за да учам, за да стекнувам знаење. Не, ја одам да се дружам, одам да се ја видам симпатијата, одам да нели нешто се случи во моето друштво или на тој социјален план. Сега наставниците ова не го не знаат како податок. Значи воопшто не го земаат тој момент дека нели јас сум влюбен, па ми е битно нели дали љубовта ќе ми биде возвратена или не, па ќе имам љубовно разочарување, па не знам што. Значи тоа е цел еден паралелен свет и живот што се случува во исто време, а не се зема во обзир од наставниот кадар. Мислам, нели, воопшто ние не се бавиме возрастните со тоа нешто поменуваат младите, а 80% млади се, значи сите, многу голем процент е тоа. И така да еве, чисто едно подсетување за некои наставници ако го следат овој подкаст да знаат дека имаат работа со влюбени ученици. Да, дефинитивно не може да ги издвоиме некои работи. Иако тоа најчесто сакаат, барем можеби и професорите и класни ръководители го направат дека ти си битен само како ученик, не како целосна личност. Ако не ми е возвратена љубовта, јас не можам да учам. Ако се секирам што ќе се случи, нели дали ќе ми пише или не, кај можам да се концентрирам да вежбам математика. Значи тоа све си е врзано едно со друго. Не, во секој случај тогаш одиме на подобар пат, бидејќи свесни сме дека многу децата се изолираат поради лошите оценки и притисокот на училиште, така што сметам дека може би добро симпатии, но во секој случај одиме на подобар пат на социјален план. Колку мислите дека, прво со Евгенија, колку мислиш дека се важна алка родителите тука? Генерацијските, меѓу твоите врсници слично, колку се спремни и они да дадат подршка да ги слушаат своите деца, па да ги разберат нели нивните презици и проблеми? Не знам зошто, меѓутоа од многу сведоштва на мои пријатели, многу често се случува родителите во ред заинтересирани се, меѓутоа воопшто не ги разбират предизвиците на младите и викат не е проблем, ќе помени периоде и така натаму, меѓутоа сметам дека можеби треба да се воведи некоја едукација на самите родители за да подадат поинаква поддршка на нивните деца, па понатаму и да се продолжи таа едукација и на училиште. Да, Ана, знам дека родителите веќе стануваат секогаш биле, ама сега се по-агресивен фактор, би кажал, во рамки на образовните институции. Како мислиш дека стоиме на ова прашање? Родителите се прво многу исплашени. Затоа што се исплашени од една страна за колку нивните деца ќе ги исполнат нивните очекувања, од друга страна се исплашени колку тие се добри родители. И тука, оние родители што не можат да се справат со тој интензивен стрес, анксиозност, страв, некои од нив проектираат на училиштата. И сега тука, нели оној момент дека многу често се случува, што и ти го спомна, да ученици, на родителите доаѓаат со притисок врз наставниот кадар, често се случува да тие кои што се несигурни родители, во еден дел полесно им е да се справат со таа несигурност и страв, ако им се криви наставниците. И си бараат, тоа се одбранбени механизми, тоа се природни наши начини како да се справиме со чувствата. И во тој дел многу често се случува да настануваат конфликти. Ако ги сватиме родителите како некои кои што се исплашени, кои што и тие поминуваат прв пат низ некои периоди со своите деца, немаат доволно искуство, од друга страна околината застрашувачки пораки дава, нели,
внимавајте на дрога, внимавајте на алкохол, внимавајте на дружење, на ментално здравје, тие немаат поддршка реално. И затоа овој тренд на свесно родителство, кај што веќе се зборува за тоа дека родителството е свесен избор, меѓутоа и свесна одговорност, дека родителските вештини се учат, е една позитивна насока и се повеќе има родители, барем во мојата професионална практика, кои што доаѓаат и навистина имаме добра соработка. Значи, ако не се гледаме едни наспроти други, туку ако се сватиме дека да, ние сме партнери, кај што во поддршка на нивните деца, тогаш секогаш, значи, не се случило да нема успех. Сега тоа треба првичното да на некој начин се издржи, бидејќи многу е полесно јас да си речам школото е криво, нели, отколку да преземам одговорност и да речам ајде да видиме сега ние како семејство, како родител, јас како давам поддршка, дали ако го казнам детето, што викаше тој ученик, почеток на ноември, вика сега до нова година нема да излезам, нели? Тоа сигурно нема да значи нити подобар успех, нити подобро ментално здравје. Значи, ако прифатат дека и тие имаат одговорност со својот воспитан стил за менталното здравје на децата, меѓутоа и да прифатат дека некој наставник кој што го работи тоа цело време, нели, треба да го прифатам неговото мислење врзано за моето дете, треба да ги прифатам препораките што ми ги дава некој наставник за моето дете, затоа што тоа му е пракса. Така да тука има доста простор за работа во насока на развивање на партнерство помеѓу родителите и училиштата. Да, мислам дека полека може да заклучиме дека менталното здравје буквално е одговорност на многу чинители, би кажал, многу улоги во заедницата, пред се, нели, прва е моја лична одговорност грижата за сопственото ментално здравје, понатаму грижата, нели, на семејството, на пријателите, на училиштето. Зборуваме дека кампањата сакаме да поттикнеме колку што е можно училиштата да бидат попријателски настроени спрема менталното здравје, се надеваме дека ќе успееме, дека полека ќе ги направиме, нели, првите чекори кон градење на вакви средини и буквално да, преку мотото твојата приказ на нашата поддршка, навистина верувам дека за некоја година ќе можеш еднаш да седнеме и да разговараме дека состојбите дефинитивно се променети, дека одиме на подобро, дека младите веќе таа визуализација што имавте вие е веќе реалност во која што младите, нели, учат во средини кои што се стварно некувачки, ги подржуваат, се средина каде што сите се позитивни, нели, кој што кажа, од аспекти на класни раководители, на наставен кадар, на целото училиште, да е средина која што навистина доликува на една акселератор, на инкубатор каде што младите стварно се грижат за себе меѓусебно и, нели, се развиваат како здрави личности, зашто тоа е особено важно. Ви благодарам многу за гостувањето. Ќе те прекинам за крај, ќе упатам еден апел до младите кои што верувам ќе го гледаат овој подкаст, да доколку имаат некакво чувство дека им треба помош и поддршка, да го споделат тоа. Јас сум сигурна дека во секоја школа има барем еден наставник кој што е сензитивен, дека секој има барем еден другар на кој што може да му се обрати, дека ако не е другар, може да е родител, но да не остануваат со тоа чувство сами со себе да го носат, затоа што само така се чини тогаш дека нема излез. Ако се сподели со било кого, една личност да е, не може да биде исто. И тоа е најважно, да се побара помош, да се обрати на некој. Да, дефинитивно мислам дека убава порака за крај, важно е да им кажеме на младите дека не се сами, дека секогаш постои начин. Ви благодарам многу за присуството, Ана. Благодарим за поканата. Мило им беше што навистина можевме малку да разговараме на оваа тема и се надеваме, кој што кажавме, дека работите полека ќе се придвижуваат во позитивна насока. Ви благодарам и на вас што не слушавте, што бевте дел од нас. Генерација ММ продолжува со новата сезона, се гледаме во следната епизода.